Во дигиталниот свет, каде што еден лајк вреди колку збор, а еден коментар може да биде нож, тишината на жртвите станува се погласна. Ова е приказна за Илија, студент од Штип, кој се сеќава на булингот кој го минувал за време на своите средношколски денови. Но ова е приказна и за многумина што не проговориле. Еве како на пример мене ме осудува поради тоа што јас бев меѓу првите во моето средно училиште што снимав на TikTok и поради тоа многу и трпев. Како на пример многу ми дофрала, многу ме напаѓа се и посебно и таму и на TikTok исто беше многу голем хейт поради тоа што буквално едно видео ми отиде на 80.000 прегледи од еднаш за една минута и тоа резултираше со страшни коментари кои што ниту јас како млада особа не би можел да ги прифатам. Не можев да си изборам со тоа сето. Бев и на психолог едно време за да дознам дали нешто е проблемот со мене или со околината, поради тоа што еден школски ми кажа во фаца ти треба да одиш да се лечиш и јас тоа го сватив озбилно и отидов кај психолог. Кога омразата доаѓа од зад екранот, последиците се невидливи, но болни. Понекогаш и доведуваат до многу прашања и многу измешани емоции. Емоции кои можат да направат сериозни последици кои ја следат жртвата до крајот на животот. Клементина Добревска е психолог во првата детска амбасада Меѓаши и има многу искуство со случаи поврзани со сајбер насилство. Кои последици може да ги имаат самите жртви е анксиозност ко за почеток, може да се јават и различни други видови на чувства како тага, отфрленост од заедницата, од групата и така натаму, кои што исто така понатаму може да придонесат до депресивни мисли, до страв, самите деца да се отргнат од околината, да не сакаат да одат на училиште, затоа што доживеале некако вид на насилство, особено на социјалните мрежи, затоа што, како што кажавте и вие, од една порака може да станат многу брзо, може да се расшират на мал милион пораки, така да, освен овие ситуации, во некои екстремни ситуации во кои што, да речеме, сајбербулингот е подолгорочен или жртвата се соочувала подолгорочно со сајбербулинг, може да дојде и до поекстремни ситуации, односно да има последици како што се самоубиства или самоубиствени мисли, што во пракса, за жал, имаме и такви случаи. Тоа беше многу стресен период и многу стресна ситуација поради тоа што буквално прва година почнувам со средно училиште и однаш добивам толку голем хейт, толку големи напади што буквално имаше, значи, закани, вреѓања и останати работи кои што не ги прифатив баш лесно, но на крајот од денот, кога седнав и размислив самиот во себе што е тоа и како е тоа, сватив дека проблемот е голем и многу голем дел од тие видеа веќе ги направив приватни поради тоа што ми беше страв од други напади. Но не сите се повлекуваат. Некои решаваат да се борат, да бидат глас за себе, но и за останатите, да бидат пример и преку пример да покажат дека негативните коментари и насилството не е начин за решавање на проблемите. Да, на TikTok креирам, еве вчера објавив едно такво видео кој што и доби многу поголемо со текот на времето добив многу поголемо разбирање од моите пријатели од околината. Деспина Ристова Дели Петрева од невладината организација Youth on Board исто така работат на оваа проблематика. Минатата година направиле и анкети преку разговори со директори, наставници и ученици во средните и основните училишта.
тие многу отворено говореа за ситуацијата во сите училишта, кој што е нели алармантна во моментот, бидејќи врсничкото насилство е се присутно. Значи ние сме сведоци на тоа. Еве јас сум професор во средно училиште и можам да кажам дека секојдневно верувам дека и во сите други училишта, значи врсничкото насилство верувам дека е присутно, само што сега тоа треба да стане појдовна точка за која што ќе се зборува понатаму, се со цел тоа да се реши. Бидејќи не можеме да бидеме да ствараме кадри, односно учиме ученици кои што ќе ги држиме само во една стигма, каде што тие нели ќе молчат за нивната пример пожртвуваност. Туку мора да има некој ваков инструмент и механизам, нели, каде што тие би го пријавиле тоа. Јутон Борд правеле истражувања. 41% од младите одговориле дека не пријавуваат сајбер насилство затоа што сметаат дека пријавувањето на онлайн насилство не се сваќа сериозно од институциите. Според Ристова Делипетрева, 54% од младите кои тие ги анкетирале одговориле дека познаваат пријатели или другари кои трпат сајбер насилство. Таа потсетува дека на платформата Report Hate младите можат да го пријавуваат насилството, не само она што го трпат, туку и она што го гледаат. Значи тоа не мора да е некој личен инцидент, туку може да пријават инцидент на нивно најдобро другарче, на некој соученик и така натаму, нешто за кое што биле тие сведок, кое што се случило. Важен момент се оние кои што се сведоци. Знаат дека се случува такво нешто, убаво е да се разговара и со самата жртва, не мора таа да пријави, меѓутоа може непосредно да се пријави како случај, затоа што на некој начин, доколку и на самиот насилник му го покажеме позитивниот начин и пристап како може да излезе од тој круг на насилство, на сајбер насилство и му ги покажеме. Зашто, знаете како? Самите насилници многу често и не се ни свесни какви се последиците кои што можат да ги направат на одредената жртва, сакајки или не сакајки. Така да доколку ние му кажеме на нив за последиците, мислам дека на тој начин, на некој начин би можеле да го промениме нивното однесување. Но секако е важно да се пријави. Не е тоа кодошење, не е тоа дека ќе бидеме тужи баба како што се вели народски, туку баш на тој начин спречуваме и ние сме тие кои што правиме една позитивна карактеристика за самата средина, што го спречуваме насилството. Многу поголем дел од нив беа приватни акаунти, кои што буквално само ширеа омраза и ништо друго. Јас дури и ги наоѓав и пишував во приватни пораки, зашто го прават на кои што тие нема одговор. Во инбокс добивав исто така доста пораки како бриши, не те бива, оди во лудница, бардовци, тие блиску, сето тоа. Но сето тоа сепак помина. Родителите, наставниците, повозрасните, но и самите ученици и млади луѓе исто така мораат да имаат едно ниво на будност кој ќе биде поголемо. Сериозно ќе го сваќаат сајбер насилството и ќе го пријавуваат. Ако младата личност е жртва на сајбербулинг, тогаш ќе биде многу поповлечена. Ќе сака да седи сама во соба, ќе се затвора во соба, може и да се јави чувство да не сака да оди на училиште, да избегнува да оди на училиште, да избегнува контакти со луѓето, интеракција со своите најблиски. Така да родителите се првиот момент кој што може да ги увидат тие моменти. Сега во пракса, од она што ние го работиме во Меѓаш и досега на СОС линијата кој што сме имале добиени случаи, дел од младите луѓе некако не се чувствуваат, ова не генерализирам, меѓутоа има и такви случаи каде што младите луѓе не се чувствуваат комфортно да разговараат дека се жртви на сајбер поради тоа што се срамат да кажат на своите родители, така да тука исто така важна улога има и потесното семејство, некоја личност која што има од доверба или пак самите пријатели, другарки. Сајбер насилството нема лице, но има жртви или ја проговори. Колку минак имаат храброст да го следат неговиот глас.